Добре дојдовте во Дневникот на ТВ+. Следуваат дел од денешните содржини. Бањата Стрновац ќе се издава под концесија. Масовна посетеност на отворениот базен. 2 интервенции на пожарникарите. Ќе се бара концесионер за бањата Стрновац. Заменик министерот за економија Христијан Делев денеска најави дека ќе биде објавен оглас за доделување концесија за експлоатација на термоминералниот извор. Тој градоначалникот на Староногоричане Милован Стојковски ги повикаа стопанствениците да учествуваат на електронската аукција за бањата. За 2 недели ќе биде објавен оглас за доделување на концесија за експлоатација на термоминералниот извор Стрновац во Кумановско Старо Нагоричане. Ова денеска го најави заменик министерот за економија Христијан Делев при посетата на бањата. Тој ги повика стопанствениците да учествуваат на јавната електронска аукција, бидејќи според него на овој локалитет кој што е еден од најдобрите во државата постојат идеални услови за развој на висок туризам со изградба на спа и велнес центри. Денес сме овде на овој локалитет да го промовираме идниот проект што треба да го објавиме за 2 недели од сега, а тоа е концесијата на овој термоминерален извор, кој што е еден од најдобрите во Република Македонија и кој што 12 месеци имаме огромна издашност на вода, термоминерална вода која има лековити својства. Од овде сакам да порачам еден апел до македонската бизнес заедница да се пријават на овој оглас, бидејќи ќе ја издаваме под концесија термоминералната вода, а паралелно со општината се урбанизираат и 5 хектари земјиште кој што треба да се даде по €1 почетна цена за изградба на хотели, спа центри и велнес центри. Делев нагласи дека во Македонија освен за езерскиот постојат можности и за другите форми на туризам, спа и велнес. Во Европа ова е огромен тренд, а заменик министерот како пример ги посочи Унгарија и Словенија кои имаат енормен раст и приходи од алтернативниот туризам. Ги повикам инвеститорите да поведат и јас лично имам контактирано со некои инвеститори, ако верувате и тука има еден инвеститор и приватно своје земјиште на кое би сакал да изгради угостителски капацитет, така да се надевам дека оваа концесија, значи која ќе биде објавена, дека ќе се јават бизнис секторот и дека во иднина овој комплекс што го гледате, значи ова прекрасен амбиент, овие прекрасна природа што има овдека ќе заживее. Еве лично позади мене бушотината беше и кажано дека е околу 180 на метри, има температура околу 40 на степени, порано имала количина околу 14,5 литра во секунда. Тоа значи стален процес, со нови објекти може да се добие поголема температура и поголеми количини на вода, што значи дека самиот објект по себе веќе дава некоја сигурна гаранција кој што може да биде одржлив. Термоминералната вода во Стрновац е со температура од 39,5 степени Целзиусови. Поради лековитите својства кои што ги имат, дневно ја посетуваат околу 300 капачи од целата држава, но и од Јужна Србија. Лекува ревматски, инфективни заболувања и состојби после повреди. Минатата година бањата била посетена од 8.000 граѓани, но освен Стрновац на територијата на Република Македонија постојат уште неискористени термоминерални извори со температура на вода и до 70 степени Целзиусови во Гевгелија, во Кучани, во Струмица, кои што допрева ќе бидат огласувани, потенцираше денеска заменик министерот Делев. Околу 300 посетители дневно се капат во бањата Стрновац. За одржување на овој комплекс се погрижи јавното комунално предпријатие Козјак. Надлежните на секои 3 дена ја испуштаат водата и од двата базена. Билетот за влез во бањата се наплаќа 50 денари. За одржување на бањата Стрновац последниве 3 години се грижи јавното комунално предпријатие Козјак од Старо Нагоричане. Директорот Борко Соколовиќ објаснува дека протокот на водата е 12 литри во секунда, а температурата е константна во текот на целата година и изнесува 39,5 степени Целзиусови. На секои 3 дена се испушта водата од базенот, а потребни се само 3 до 4 часа повторно да се наполни со термоминералната вода. Бањата изобилува, значи, со прекрасни можности за излекување на реуматски болести, значи за зараснување на рани. Бањата е на бушотина, има бушотина, значи околу 180 метри. Проток на вода околу 12 литри во секунда
и температура 39,5. Бањата е посетуваат, значи покрај нашите сограѓани и од општината Куманово, како и од соседните градови Паланка, Кратово, Свети Николе и од соседна Србија, поготово по јужна Србија, Врање, Бујановац и Прешево. Посетителите се задоволни од она што моментно го нуди Бањското лекувалиште, но сметаа дека овој локалитет заслужува да биде претворен во модерен спа центар. Многу е убаво тој и добро е, тој створи што се вика и за добробит на населението, дека и за околино што се вика. Убавиње, вода е многу добра, од Бујановац е вода иста како Бањ, луѓе ќе присуствуваат, тој ќе доаѓаат, така да добро е, добро е. Често ли доаѓате тука? Колку често? Па често доаѓам, јас сум ту роден и така у град живеам, важно доаѓам често тука и добра е бања. И помага бањата. И помага многу, поготово за реуму, јас изврсна и така. Сваку годину кој доаѓаме со супруга заедно, по 5-6 дана доаѓаме туј и си идеме дома, задоволни сме од посебно од Долњо Којнере. Куманово е. Знаете дека водата е лековита, зашто конкретно ја користите ова? Па посебно за реума. Исклучиво за реума, за коска, за едно. Сте ги почувствувале бенефитите од Да. Задоволни сме за тоа последните години. Со супругата си дојдеме заедно туј и завршиме туј. Ви сте допаѓале како е уреден просторот или мислите дека може Према нашу средину е добар, така ќе биде. Може далеко подобро. Може да биде подобар, али И треба така не е менталитет на сите, па и бањата не е таква. Јас доаѓам од Крива Паланка, еве 4 дена сум тука, многу ми е убаво. Само што нема каде да се облекуваме и да се соблекуваме. Ко биде подобро и за нас и за сите. Да. Какви проблеми имате здравствени? Имам реума имам и спондилоза и така со нозете, со рацете, целата сум ревматична. Еве 4 дена како доаѓам тука, многу ми е убаво. Со кола одам и доаѓам. Сметате дека ви помага водата? Помага, да, ми помага. Бањата се наоѓа на 3 километри од општина Старо Нагоричане, а на 20 на километри од Куманово. По лековитоста, оваа бања се поистоветува со бањата во Бујановац. Две интервенции бележат припадниците на територијалната противпожарна единица во текот на вчерашниот ден. Првата била во атарот на село Шупли Камен, кога во период од 15 до 18 часот и 15 минути, тројца пожарникари со едно противпожарно возило гаснеле запалена сува трева. Втората интервенција е евидентирана само 40 минути подоцна, кога тројца пожарникари гаснеле запалена сува трева со едно противпожарно возило кај селото Романовце, поточно кај наплатната рампа. Пожарот го локализирале во 18 часот и 30 минути. На првиот ден од отварањето на градскиот базен, за само 2 часа беа продадени над 250 влезници. Тоа е потврда дека на градот му недостигаше ваков објект, истакнаа надлежните од општина Куманово. Присутните нагласија дека се задоволни од конечниот изглед. Отворениот градски базен денеска ги прими првите капачи. Најмладите, но и повозрастните се разладуваа во водата и го искористија времето за дружба со најблиските. Надлежните од општина Куманово, која привремено стопанисува со објектот, истакнаа дека се задоволни од посетеноста на првиот ден. Моментално е 12 часот, 2 часа работи базенот, а веќе се продадени над 250 карти. Ова уште еднаш потврдува дека вакво нешто, ваков објект му беше потребен на градот. Инвестицијата и текако значајна за граѓаните на градот Куманово. Потенцираме дека цените се крајно популарни за деца до 7 години со присуство на родители е бесплатно, од 7 до 14 години картата е 75 денари и за повозрастните тинејџери на 14 години картата е 150 денари. Безбедноста на капачите е на високо ниво, бидејќи нив ги надгледуваа двајца обучени спасители, но и тим од Црвениот крст. Нивната работа што туку почна, но за среќа досега немале потреба да интервенираат. Препораки наши се да нема скокање, децата не пливачи да не пливат и да не влегуваат во водените површини без присуство на повозрастни, односно родители. Исто така може да кажеме дека лица алкохолизирани, подолго изложени на сонце, дехидрирани, да не се впуштаат во убавините на водата
кое што и нуди во овој летен период. Посетителите на базенот истакнаа дека се среќни што градот доби ваков објект во кој секојдневно можат да уживаат. Па супер е новиот базен, се поише се. Тоа најмногу ти се да. Па сите пливаат и така. Има ли нешто што ви додати да направиш? Да фали нешто? Нема, се е убаво, прекрасно е. Да. Ајде кажи ни како ти се допаѓа? Па многу ми се допада, убава е вода, водата е убава, пуно е, многу деца има и тоа. Базенот многу ми се допаѓа. Длабочината е соодветна за тие што знаат да пливаат и за тие што не. Тука е многу убаво, има и базен за млади, за мали, а исто така има и таму. Многу добро. Ова е погодено нешто. Долго ли се чекаше сепак, многу ли му треба Да. да градот? Требаше порано да има вакво нешто, али децата се многу радуваат. Значи се спроведуваат како што треба и многу добро нешто. Нешто дали му фали, дали мислите треба да се доправи спортски? Може би требаше нешто за деца како тај тобогани, како се вика тај. Тоа нешто може би требаше, ништо друго. Во рамки на базенот функционира и мини угостителски објект кој на граѓаните им нуди храна и освежителни пијалаци. Со истиот стопанисува јавното предпријатие Чистота и зеленило, кое најверојатно по законските измени целосно ќе го преземе функционирањето на двата базени. Инаку отворениот базен ќе работи секој ден од 10 до 18 часот, а наскоро е планирано да се стави во функција и ноќното капење, но и други богати програми. Затворениот базен од 15 септември ќе им биде на располагање на кумановци. Во период од 8 часот и 20 минути до 16 часот и 40 минути, денеска без електрична енергија беше улицата 11 октомври, информираа од регионалниот центар за управување со кризи. Станува збор за најавен прекин од страна на ЕВН Македонија поради интервенција во електродистрибутивната мрежа со цел подобрување на услуга на корисниците. За сега нема пријавено други дефекти или прекини во снабдувањето со електричната енергија во останатите делови од градот. Кумановци има можност да видат над 120 дела на уметници од 21 држава во рамке на изложбата Нашата Фукушима, која се отвори синоќа во Уметничката галерија. Изложбата е дел од Гонјоши Арт Project, кој има за цел да ја подигне свеста за проблемите кои се уште постојат во Фукушима. Нашата Фукушима е насловот на изложбата која се отвори синоќа во Уметничката галерија. Кумановци имаа можност да видат над 120 дела од 86 уметници и 36 учесници од светот. Изложбата е дел од Гонјоши Арт Project. Истата ја иницирале Ед Хансен и Фред Ван Вели, инспирирани од Гонјоши песните на јапонскиот поет Таро Аизу, во кои се зборува за Фукушима и нуклеарната катастрофа по цунамито во март 2011 година. Инаку минатата година оваа изложба се одржа во Сеул, Јужна Кореја. Околу 60% се уметници од странство, околу 40% уметници од Македонија. Имаме различни техники од слики, графики, цртежи на хартија, фотографија, видео, звук. Значи, опфатени се објекти во простор поставени, опфатени се голем број на техники. Изложените дела потекнуваат од 21 земја ширум светот, инаку учествуваат и ученици од две средни училишта, меѓу кои едното е од Куманово. 29 од гимназијата Гоце Делчев од Куманово под менторство на професорката Валентина Јовановска и 7 ученици од Холандија под менторство на професорката Кармен Шилер, а сите слики потекнуваат од 21 земја ширум светот. Благодарение на мене, Мислам, успеав да ги доведам и децата од Холандија, а секако дека овој проект ќе го продолжиме и натаму и сметам дека во очи на Илинден, двата Илиндена, ќе правиме можеби секоја година вакви изложби кои што евентуално ќе ги направиме така што ќе организираме летен камп, каде што ќе дојдат ученици и возрастни уметници од целиот свет кои ќе пишуваат поезија и ќе ги отсликуваат своите поеми во уметнички творби.
Целта на овој проект е да се подигне свеста за проблемите кои се уште постојат во Фукушима, да се привлече вниманието на светските лидери на опасностите и несреќите кои може да бидат предизвикани од неконтролираната употреба на нуклеарна енергија. Од 15 септември изложбата ќе може да ја видат и скопјани. Кумановската полиција поднесе кривична пријава против ДБ, 28 годишен, и ГК од Косово поради сомнение за сторени 5 кривични дела тешка кражба и 2 кривични дела тешка кражба во обид. Пријавените во период од 5 до 20 јули годинава во селата Матејче, Отле и Липково со физичка сила, насилно отворање на прозори и влезни врати, ограбиле 5 куќи при што одземале парични средства, златен накит и техничка стока. Другите дела тешка кражба во обид се извршени на подрачје на Матејче од куќи во кои пријавените не одзеле ништо. Времето денеска во Куманово беше многу топло и сончево, а дуваше речиси тивок југоисточен ветер. Дневната температура изнесуваше 34 степени, а утринската 20. За утре метеоролозите најавуваат умерено облачно време со дожд, при што дневната температура ќе го достигне 34 степен, додека утринската ќе се намали до 21 степен. Тука го означувам крајот на ова издание на Дневникот. Пријатна вечер.